општина Кривогаштани има и традиција и култура, така што овој фестивал ќе продолжи. Јас како градоначалник сум иницијатор на овој фестивал и искрено да кажам дека сум горд како расти фестивалот и оди на горна линија. Инакум имаме и оваа година околу 20 штандови. За разлика од минатата година, оваа година имаме 2 штандови од Република Србија, поточно од нашата братска општина, општина Лебане. Исто така имаме и огромна, како и минатата година и оваа година очекуваме огромна посетеност. Така се нашите планови и за наредна година планираме да овој фестивал прерасне во 2 и 3 дена. Трудот на земјоделците мора да биде платен затоа што нашата пиперка црвеното злато е далеку позната како во Македонија, така и во цела Европа, така што од нашата суровина се произведува доста убави производи, деликатеси, познати во целиот свет. Пиперката има иднина затоа што нашата пиперка е со посебен квалитет, тоа е старо семе кое што го има само во нашата општина и така да има иднина оваа култура. Идејата на фестивалот е да се промовира потенцијалот на општина Кривогаштани, индивидуалните земјоделци, земјоделското производство, агросекторот, а пред се овој фестивал идејата е да ја промовира локалната заедница, заедништвото, сплотеноста и колку навистина жителите на една мала општина сака да дадат се од себе за да бидат препознаени и да си го промовираат она што го има. Да кажам право, јас би работела заради тоа што убаво да се следи фамилиарната традиција и знаејќи дека правиме луѓе среќни и дека вкусуваат исто така, бидејќи работиме и со други држави, битно и другите да го вкусат оригиналниот вкус на ајвар, бидејќи работиме по традиционален рецепт. И да кажам, ова случка моментално е како доказ дека треба да се мотивираат и младите да работат, мислам, и да ја држиме нашата традиција. Цената е исто така повисока спрема лани, можеме да се попалиме со тоа, сепак има успех. Пак можем да речем овој фестивал има успех, пошто се пробивме да речем и на Балканот, исто излезуваме и на Балканот пиперка. Се исплати ли? Се исплаќа, да, се исплаќа. Дефинитивно затоа што ќе се реши е потежок потек, меѓутоа затоа што ќе се реши се исплаќа. Па гледајте, нашата пиперка секако дека се бара повеќе од страничката. Значи дефинитивно. Имаме, значи ние како компанија Евора Комерс исто така вршиме и извоз надвор од Македонија, до каде што има поверувачка, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Словенија исто така и во некои од централните европски држави. Има многу работа пред да ви кажам. Ако има поголеми количини, бивало ли и поголем извоз? Да, секако да. Значи ние пред се нашето мото е да излеземе во пресред на производител. Значи од Совет, кога ќе се почне сезоната во пролет, се дури заврши. Годинава каков е квалитетот и цената, дали сте задоволни? Па за цената секогаш може подобро од тоа што е. Квалитетот е добар, има убави пиперки годинава во споредба со претходните години. Очекувате подобра година од минатата? Да, за разлика од минатата година очекуваме подобро и секоја наредна година очекуваме да биде се подобро од таа што била до сега. Ова се моите колешки. Решивме заедно оваа година да настапиме на фестивалот на пиперката, а воедно сме и во услугата за помош и нега на стари лица, поточно Центарот за развој и едукација од Прилеп. И па така еве, со дел од некои производи, поточно суровини кои што успеваат на нашето подлемје, пиперката ајварка и се она што се произведува во нашата општина. Дали секогаш добивате вакви големи црни домати? Па да, има и уште поголеми, само се уште се зелени. Му е погодено земјата, му е погодено се и си продолжувај да расте. Иначе во семето го имам и имам вакви се многу домати. Во какви количини, дали се бараат, каде ги пласирате? Домат немам многу голема количина, ги пласирам на пазар, одам по пазари, така ги продавам. Па велика е потражња, с обзиром да е ова година лоша, била е превелика суша, па велика е потражња за паприка. Па фино е.
Треба само што веќе количина да се ради, да би се имале нека корист. Има. Код нас има доста, претежно доста млади се баве овом производња. Овој начин на расадо производство и пренесување на расадот на нивите би може да се замени со еден новитет кој што во соседна Србија веќе го има, а тоа е засејување на површините директно од семка, каде што и приносите се многу значително подобри, самото стебло издржува и ветришта и други непогоди, а еднакво стигнува и родот е можеби поуспешен него сегашниот начин на расадопроизводство и пренесување на расадот на нивите. Со тоа ќе се намали и маките ке луѓето, ќе се намали и работната рака во однос на самото производство, кое што во иднина се надеваме сите дека би се зголемило.